Почитувана председателка на комисијата, почитуван заменик министер, почитувани колешки и колеги пратеници, почитувана јавност, медиуми. Денес на дневниот ред на оваа комисија е предлог буџетот на Република Македонија за 2025 година и од тоа што можам да забележам е дека тој е развоен и наменет за подобрување на животниот стандард на граѓаните. Главниот акцент е ставен на капитални инвестиции во инфраструктурата, како и во образованието и здравството, со цел подобрување на јавните услуги и стимулирање на економскиот раст. Околу 50,5 милиарди денари се планирани за капитални инвестиции, вклучувајќи проекти за патната инфраструктура преку коридорот 8 и 10D, што треба да ги зајакне поврзувањата и економската активност, да овозможи долгорочен развој преку проекти во образованието, здравството и јавната инфраструктура. Дополнително се планирани раст на платите за одредени сектори, вклучувајќи ги образованието и здравството и врзување на минималната плата со продуктивноста на трудот. Фискалната стратегија за 2025 година предвидува буџетски дефицит од 4% и економски раст од 3,7%, што е во согласност со целите за намалување на јавниот долг и зголемување на вработувањата преку мерки за преквалификација и дигитализација на услугите. Покрај инфраструктурните проекти, буџетот предвидува зголемување на платите во јавниот сектор, особено за наставниците и здравствените работници, што е насочено кон подобрување на стандардот на вработените и зајакнување на квалитетот на овие услуги. Социјалната политика исто така е приоритет со мерки за преквалификација на невработените и дигитализација на услугите за поефикасно справување со социјалните предизвици. Буџетот го поддржува изголемувањето на платите, пензиите и минималната плата, што се очекува да го зголеми животниот стандард и куповната моќ на граѓаните, а со тоа и внатрешната економска активност. Дополнително, буџетската стратегија вклучува мерки за финансиска стабилност и намалување на дефицитот, што може да придонесе за одржливост на јавните финансии на долг рок. Оваа насока на буџетот го прави развоен и ориентиран кон граѓаните, со цел подобрување на квалитетот на животот преку поддршка на економскиот раст и социјалната стабилност. Во целина, буџетот се стреми кон одржлив развој преку инвестирање во сектори што би требало да ја поттикнат продуктивноста, социјалната стабилност, што го прави развоен и ориентиран кон подобрување на долгорочните економски и социјални услови во земјата. Сведоци сме изминатиот период дека и покрај искасапениот буџет од 2024 година, кој што го имаше донесено владата на ДУИ во коалиција со СДС, оваа влада, владата на ВМРО, ДПМН и коалицијата, веќе од октомвриската плата која се исплаќа во ноември, наставниците и останатиот персонал добиваат покачување од 5%, во март уште едно покачување на наставниците од 7%. Покачување на платата ќе добие цел наставен кадар од основното образование до високо. Потенцирам, покачување на платата ќе добие цел наставен кадар од основното образование до високото. Значи можело да се постигне договор со СОНК, нели? Ова покачување е дел од новиот договор меѓу владата и СОНК, синдикатот за образование, која осигурува континуираната поддршка за просветните работници. Понатаму предвидени се редовни годишни зголемувања со цел до 2028 година платите да бидат зголемени за минимум 46% во однос на сегашните. Да, за минимум 46%. Со домаќинско работење тоа може да биде многу повеќе и јас сум убедена дека тоа и така ќе биде. Со право можам да кажам дека буџетот кој беше креиран за 24 година не само што не ги задоволи очекувањата, туку ги покажа слабостите и предизвиците со кои нашата земја се соочува. Наместо да ги одразува амбициите и надежите на нашите луѓе, овој буџет беше израз на проблеми, неизвестност и пречки кои неуспешно се обидуваме да ги надминеме. Буџетот, основата на секоја држава, кој треба да биде алатка за поддршка на нашите најранливи граѓани,
за поттикнување економски развој и за инвестиции во образованието, здравството и инфраструктурата, изгледаше како да го осудува нашиот народ на уште една година без перспективност. Ете тоа го направи ДУИ со помалиот коалиционен партнер СДС. Бројките во тој буџет не беа само суми и проценти. Се извинувам, СДСМ. Веројатно грешка имате печат на некој. Бројките во тој буџет не беа само суми и проценти, тие беа представници на секојдневниот живот на нашите граѓани. За секој намален фонд, за секој скратен проект се крие животна приказна на човек, на семејство кое секојдневно се бори за достоинствен живот. Секое непромислено кратење од образованието ја запира и днината на нашите деца. Секој недоволен фонд за здравството, значи здравствени системи, кои не можат да им помогнат на оние кои најмногу имаат потреба од нив. Секое недоволно финансирање на инфраструктурата е директен удар врз нашата способност да се поврзуваме и развиваме како модерно општество. Почитувани, буџетот за 24 година беше потсетник дека мораме да се разбудиме и да ги приоритизираме оние вредности што навистина ќе помогнат да се одржи социјалната кохезија и да се изгради подобра иднина за сите. Дека треба да се бориме за секој денар да биде насочен кон реалните потреби на луѓето, а не кон популистички ветувања или несигурни проекти. Мораме да најдеме начин да го поддржиме бизнисот, да го зајакнеме здравствениот сектор, да обезбедиме квалитетно образование и пред се да создадеме подобар свет за идните генерации. Да не заборавиме, овој буџет не е само годишен план, тој е пресуден момент за секој од нас, за нашето општество и за нашата иднина. Да не дозволиме овие бројки да бидат само символ на нашата немоќ. Нека буџетот за 24 година биде последен буџет кој го доживуваме како девастација и прв чекор кон искрена и стабилна промена. Овде морам да напоменам и факт кој го истакна и Европската комисија, а тоа е дека финансирањето на образованието во 2024 година се намалило за 3,17% од БДП, што е под просек на ЕУ од 4,7%. Ова покажува недостаток на средства кои би можеле да придонесат за подобрување на образовниот квалитет, инфраструктурата и наставните програми. Понатаму постои недостаток на реформи во Законот за образование, со што дополнително се забавува потребниот развој и усовршување на образовниот систем. Нееднаквоста во образованието, особено за учениците од различни социоекономски средини, е исто така значајна слабост. Според извештаите на УНИЦЕФ, социоекономски обесправените ученици имаат пониски академски резултати, што ги зголемува нееднаквостите и го отежнува нивното интегрирање во понатамошното образование. Секако и пазарот на трудот. Овие фактори ја прават образовната политика слаба карика во развојот, посочувајќи на потреба за итни реформи и зголемено инвестирање, за да се подобри квалитетот на образованието и успехот на учениците во Македонија. Буџетот за 25-та година, ако се гледа од аспект на домакинско планирање, може да се смета за рационален и одговорен, бидејќи се очекува да ги има во предвид вистинските потреби на граѓаните и да ги користи ресурсите во корист на сите. Буџетот ќе се фокусира на ефикасност и транспарентност во трошењето на јавните средства. Плановите за распределба ќе се темелат на реални потреби, како што се образованието, здравството, инфраструктурата и социјалната заштита, со што ќе се минимизираат потенцијалните загуби и ненамерно трошење на пари. Ова ќе создаде услови за оптимално искористување на ресурсите, без да се дозволи нивно распрскување. Ќе се воспостави контрола на јавните трошоци. Владењето на правото и зголемената контрола над јавните набавки и проектите ќе го намали ризикот од корупција и неефикасно трошење, овозможувајќи секоја потрошена парична единица која е вложена во конкретен проект да има долгорочен ефект за добробит на граѓаните. Поддршка на клучните сектори. Буџетот за 25-та ќе се фокусира на сектори кои имаат директен ефект на животот на граѓаните, како што се здравството и образованието. Поддршката за овие области ќе се пренасочи во начини што ќе обезбедат квалитетни услуги и инфраструктура за сите, што ќе ги намали трошоците на граѓаните, например во здравственото осигурување или едукацијата, и ќе им овозможи повеќе можности за напредок.
Инвестициите во долгорочен раст, домакинското трошење на овие јавни пари ќе се однесува на проекти кои ќе доведат до долгорочен економски раст. За граѓаните ќе биде полесно да пристапат до јавни услуги преку дигиталните платформи, што ќе го скрати времето на чекање и ќе обезбеди поефикасно функционирање на институциите, што ќе заштеди време и ресурси. Подобри инфраструктурни услови, со вложување во патишта, мостови и други инфраструктурни проекти, граѓаните ќе имаат полесен и побрз пристап до различни делови на земјата, што ќе го подобри нивниот животен стандард и мобилност. Со овие мерки, буџетот за 25-та година ќе има директен и позитивен ефект на животниот стандард на граѓаните, подобрувајќи им го пристапот до квалитетни услуги и создавајќи нови можности за економски развој. Овие бенефити ќе бидат директно видливи и ќе го подобрат секојдневниот живот на граѓаните, создавајќи услови за поголема благосостојба и стабилност. Буџетот за 25-та година носи позитивни перспективи за различни клучни сектори, како што споменав, образование и здравство. Внимателно дистрибуирање на средствата за модернизација на инфраструктурата, поддршка на кадрите и иновации во дигитализацијата покажува континуиран стремеж кон напредок и развој. Буџетските приоритети се усмерени кон решавање на актуелните предизвици и создавање услови за одржлив раст, што може да го потикне економскиот развој и да го подобри квалитетот на животот на граѓаните. Силно внимание на здравствените и образовните потреби на населението преку овој буџет се прави значаен чекор кон подобро и поврзано општество. Ви благодарам.